денеска, драги браќа и сестри, започнува еден период на богослужби и на подвижни празници, кои што трае околу 4 месеци. Секоја година различно го почнуваме овој период, во зависност од тоа кога ќе се падне Велик. И сите овие празници и сите недели подготвителни, па и после Великден до Педесетница, до неделата, всушност по Педесетница, сите тие недели се рачунаат во подвижни празници. Од денеска, значи го почнуваме тој период и отвараме книгата наречена Триот, кој беше на утрената слушна во Синаксарот, што значи Триот и кој го состави тој Триот, тие песни кои што имаат покајнички карактер до Великден, а после Великден имаат радостен карактер до после Педесетница. Оваа прва недела, така наречена подготвителна недела за великденските пости, е наречена недела на Митарот и на Фарисејот. Во Евангелието слушнавме два примери како двајца луѓе се молеле во храм. Едниот бил фарисеј, а другиот митник, царин. Фарисеите, верувам, повеќе мина од вас знаат дека биле духовните водачи на еврејскиот народ и тие се одликувале со голема духовност, знаејќи го писмото, толкувајќи ги пророците, но со тек на времето суетата и горделивоста направила не да бидат само предводници духовни на народот, туку и да се сметаат себе си дека се нешто повеќе од останатите луѓе. Така, во таа така наречена молитва на фарисејот, имаме пример како фарисејот се фали со својата позиција која ја има во општеството. И вели, ти благодарам Господи, што не сум како другите луѓе, што не сум грешник, што правам добро, што давам десеток во храмот, или вика, што не сум како овој што стои позади мене, цариникот. Но знаеме дека во тоа време цариниците биле на лош глас, бидејќи не само што земале данок од луѓето за царот, за власта, тие од својот народ, значи, земале повеќе од колку што им било наложено да земаат, иако за тоа земале и плата, веројатно, но земале од луѓето повеќе од колку што требало да земаат. И затоа важеле за големи грешници во општеството, цариниците. Господ укажува и примерот на молитва на цариникот, кој што, како се вели во Евангелието, ниту главата, ниту очите своји не ги подигаше нагоре, туку со наведната глава и смирено, сваќајќи ја својата грешност, му велеше на Господа: Господи, смилувај се на мене грешник. И ништо повеќе од тоа. Нити да каже што направил, нити да каже дали направил некои добри дела,
туку само велел Господи, смилувај се на мене грешни. Таа молитва на цариникот стана основа за секоја наша молитва, за секој почеток на нашата молитва, па и на она кели на молитва кога се молиме со бројаница и велиме: Господи Исусе Христе, помилуј ме грешни. На крајот од параболата вели Христос: ви велам дека овој цариникот си отиде пооправдан дома отколку фарисеј. Но што лошо направил фарисеј? Дали направил некому лошо? Тој, како што гледаме, правил добри дела. И постел 2 пати во неделата, и давал 10 во храмот, и правил други добри дела. И зошто тогаш си заминал неоправдан дома? Затоа што, возлюбени во Господа, браќа и сестри, односот негов кон Бога, кон Створителот, бил непристоен. Тој исто како некој што створил нешто и тоа створение да каже дека ете самото тоа створение е направено и дека самото од себе е добро направено. Без свест дека Господ е тој кој што не створил и Господ е тој кој што се ни дал во животот. Па и она што сме го дале некому или што сме направиле добро дело, ништо од тоа не може да биде наше. Сето тоа е створено од Бога и со таков еден надмен однос кон Бога, ние всушност го оддалечуваме Бога од себе, односно себе си се оддалечуваме од Бога. Бидејќи Господ ги сака оние кои што ја сакаат заедницата со Бога, а не оние кои што себе си се ставаат на местото на Бога. Каква и позиција да имаме во општеството, каков и чин да имаме и во црквата, најпрво треба да бидеме свесни дека сме грешни и дека и еден ден да сме поживеале на земјата не можеме да бидеме праведни и не можеме да кажеме дека некои од другите околу нас се погрешни од нас. Со самото тоа ние паѓаме многу пониско од тие што мислиме дека се погрешни од нас. Но молитвата наша треба да биде она на витарот, на цариникот: Господи, смилувај се на мене грешниот. Ако така се молиме, тогаш Господ не затоа што е потребно човек да греши, но затоа што е потребно човек да се кае. Затоа Господ ќе го прими нашето покаяние. Затоа што сме Негови чеда. И ако скрушено пристапиме кон Бога, Тој ќе биде милостив, затоа што не чека да се свртиме кон Него, а не да се оддалечуваме надмено, ставајќи се себе си над другите. Може би некој ќе каже дека во денешно време ретко кој може би се фали на Господа дека направил пред Бога добри дела. Но исто и ако се фалиме пред другите,
дека нешто добро сме направили. Исто како да сме дошле во храмот и како овој фарисеј да кажеме ние го направивме ова, дадовме толку милостина, направивме добро дело на ова, изградивме ова. Исто како пред Бога да сме го кажале, ако се фалиме и на другите луѓе. Затоа треба да внимаваме, возлюбени во Господа, браќа и сестри, да внимаваме на својата духовна состојба, бидејќи трагнуваме на еден пат од денеска, пат кој не завршува никаде, туку продолжува во вечноста. И токму тоа ја покажува ескатолошката димензија на црквата. Црквата не е само во историјата овде, која што ја живееме или која што црквата ја живеела до наше време, или која ќе ја живее до второто Христово доаѓање. Пред се, нашата надеж е во вечноста, во вечната заедница со Бога. И од таму ние ја црпиме нашата енергија за да продолжиме овде во историјата, затоа што знаеме дека на крајот не чека вечната преградка Господова, која не чека уште пред да не створи, уште пред светот да се створи во промислата своја Господ, сите нас не спасил, но не спасил во промислата, меѓутоа не без нас. Сака Господ слободно да се определиме за спасението и за неговата заедница. Ако пак бидеме горди како овој фарисејот, тогаш без разлика што промислата Господова е да се спасиме, самите ние ќе се оддалечиме од Бога, а кој се оддалечува од Бога, се оддалечува од вечноста, се оддалечува од вечниот живот. И затоа потребно е во овој период кој што следува и во овој припремниот период да се подготвиме за Великденскиот пост, кој што е пак бања за повторно раѓање, за миење на нашите слабости и страсти, но и испитен период до каде ние сме стигнале со нашиот духовен раст. А сето тоа води преку крстот до воскресението и до животот вечен. Затоа е многу важен овој период кој што денес го почнуваме и затоа треба да се поучуваме од сите неделни евангелски перикопи кои следуваат, следната недела на блудниот син, па месопусната недела, која што ни го покажува страшниот суд и на крајот сиропусната недела, неделата на простувањето и почнувањето понатаму на Великденскиот пост, поинтензивни молитви и поинтензивно покаяние да принесеме на Бога, за да се очистиме од нашите слабости и нечистоти духовни и да стигнеме онаму каде што Господ и го покажа патот и го одведе човекот во ескатон, во вечноста. Нека благодата Божја ве крепи во овој период, нека мирот Господов слезе на сите вас и сите заедно радосно да го изодиме овој период на богослужби и на празници кои црквата го определила и да се радуваме сите и на воскресението и на нашето спасение, кое го очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите на вековите.